Со тестовите на клупа, а телефоните во раце. Повторно пробиени тестовите од државната матура. На 2 Вибер групи матурантите ги споделиле тестовите по англиски јазик и математика. Потврдуваат од државниот испитен центар. Оттаму велат дека сите Вибер препишувачи кои биле фатени од тестаторите биле отстранети од полагањето, а следната шанса ќе ја имаат во август. Значи празен тест кој што ученикот го сликал и бара од другите членови на групите да му помогнат во одговарањето. Овој пат групата англиски имаше околу 3000 ученици, Вибер групата, не знам дали се ученици сите, нели? Бидејќи ние бевме дел од таа група. А групата математика околу 300-400 корисници на таа група. Па денеска се многу повеќе санкции за учениците, бидејќи низ цела држава имаме ученици кои што се отстранети. Дел од нив се отстранети од тестаторите, дел се од наблюдувачите, а дел се по наше барање. Во текот на полагањето имало инцидент во Кичевското училиште Мирко Милевски. Родител на ученик кој бил фатен како препишува и бил отстранет од полагање. Вербално нападнал наблюдувачи. Побаравме интервенција од полицијата. Мислам, Министерството за внатрешни работи нормално го поддржува целиот овој процес, прави безбедносна проверка на аутро, меѓутоа и нормално има лица од Министерството кои што се покрај објектите. Овој пат јас побарав да се влезе во објектот, затоа што наблюдувачките беа исплашени. Тоа се наши колешки од МОН и од БРО. За дел од матурантите тестовите биле лесни. Тие велат и овој пат имало услови за препишување. Дали беше тежок испитот? Како помина? Не, овој пат искрено не беше тежок, многу лесно. Прилично ние што сме во Орце, затоа што имаме англиска билингвална и учиме едно ниво погоре од другите. И за нас ова лесно беше искрено. Па ја полагав англиски, за мене беше многу лесно. Веќе сега за тие математики, француски, тоа не знам. Јас не препишував, немав зашто. Ама генерално исто беше. Доле во холот не се препишува, горе може полесно. Инаку и првиот испит од екстерните предмети беше пробиен. Тестот по мајчин јазик беше споделен на Вибер група со речиси 7000 членови. Во правилникот за матура стои дека испитот ќе биде поништен ако кандидатот користи телефон, полага во име на друг или не го предава целиот материјал. Матурантите најмногу беа заинтересирани за англискиот јазик. Математика полага само на оние кои им е потребно за упис на факултет. Најдоцна до 8 јули државниот испитен центар ќе ги објави резултатите од полагањето на двата екстерни испита.